Почитуван колега, кредибилитетот иде директно врз основа на тоа што вие го правите како дела. Дали во животот, во работата, не може вие да дадете општо и широко толкување на тоа. И не е ова перпетум мобиле што јас на вас ќе ви кажам или вие на мене, туку лично и директно функционирање на нештава на терен. А нештата на терен се дека оваа влада ќе се откаже од приходи во буџетот, но дека ќе има дистанцирање и регулација на овој сектор кој што вие од 8 години на вас не го направивте. И немојте ве молам со такви широки толкувања на јас можам да ви кажам, некој има фоторобот, јас ви го кажав фотороботот тогаш. Еве најдов пресконференција одржана на 13.1.2024 година, каде што ние како пратеничка група кажавме дека писмено ќе ги известиме сите амбасади во државата за упадот со европско знаменце заради тоа што тогашниот прв вице-премиер Артан Груби, Перпарин Бајрами и таквите како нив, заедно со оние Сулковски и слични како што вие добро ги познавате, не вие конкретно туку како политичка опција, прават упад во пазарот за игри на среќа. Кажете го и вие. Ако вие имате докази дека има такво случување и организирање на пазарот, излезете на пресконференција на првкат во прес-салата и кажете го тоа. Нема што ние сега тука да кружиме меѓу себе да се убедуваме. Така се стекнува кредибилитет. Тоа е кредибилитетот. 8 години вие да не направите ништо, сега некој да дојде да го направи тоа е факт кој што не може да биде непобитен. Затоа кажав, законов се носи во редовна постапка, сите забелешки што ги имате, преточете ги како амандмани и ќе ги дебатираме.